Како што наближуваат изборите на 12 април, така се зголемува стравот и паниката кај челниците од СДСМ Прилеп. Свесни за големиот изборен пораз кој ги чека, деновиве во паника бараат прибежиште во јавните предпријатија и локалната самоуправа, со цел да продолжат да живеат на грбот на граѓаните. Кристијан Пиличев, кој најпрвин директоруваше со домот за стари лица, а потоа и со фондот за пензиско инвалидско осигурување во Прилеп, сега се вработил како раководител на секторот за човечки ресурси во јавното комунално предпријатие Комуналец. Викторија Јовчевски, која претходно работеше во Министерството за транспорт и врски, сега е вработена во општина Прилеп како заменик раководител на секторот за урбанизам. Замислете, дипломиран економист, заменик раководител на урбанизам. Истата е сопруга на командирот на Прилепската полиција Киро Јовчевски. Нови работни места имаат и партиските кадри Магдалена Лазовска и Валентин Божиновски. Лазовска во Комуналец, а Божиновски во Завод и музеј. Инаку, Магдалена до вчера беше вработена во УЈП, но заради тоа што не можеле да ја дадат решение на неопределено време, сега ја вработуваат во Комуналец. И не застануваме тука. Венета Јовановска, сопруга на понарешниот директор на ЈКП Комуналец, Звонко Јовановски, е вработена во истото предпријатие, а незиниот сопруг пак сега работи на измислено работно место како координатор за јавните предпријатија во општина Прилеп. Прашуваме, дали Пиличев, Лазовска, Божиновски и Јовановска се вработени на неопределено време во Комуналец и во Завод и музеј со цел да си обезбедат иднина, а во меѓувреме повторно ќе бидат ангажирани на старите работни места. Се уште немаме добиено одговор и за тоа дали директорката на ЈП за ПУП, Мери Цветановска, најде свое засолниште и сега е вработена во јавното предпријатие Водовод и канализација. Ова се само неколку примери кои на виделина го покажуваат целото лицемерие на власта од СДСМ. Функционерите и нивните роднини можат до бескрај да се вработуваат и да менуваат работни места. За нив е важен само сопствениот джеп, а обичните граѓани и членови на партијата можат само да сонуваат за вакви придобивки. Од друга страна пак продолжува да цвета и непотизмот, кој ја покажува незаситноста и јаздисаноста на СДСМ. Почитувани, баш вака работи СДСМ. И вака изгледа нивното владење кој ги отслика овие изминате 3 години. Вака изгледа злото на кое што мора да му се стави крај. Затоа на 12 април ве повикуваме сите. Македонија мора да расчисти со оваа башибозук дружина на чие чело е Зоран Заев.